Денеска речиси празен прифатниот камп кај Гевгелија присуствуваше само од неколку стотици кои го очекуваат заминувањето на наредниот воз. Видливо присуство на мигранти денеска немаше ниту од грчка страна. Представници на УНХЦР денеска калкулираа со бројка од неколку десетици илјади мигранти кои се очекуваат да пристигнат во текот на вечерните часови, но и во наредните неколку дена. Безбедноста за влез на македонска територија е подигната на високо ниво. Скенерот на МВР не дозволува да помине ниту еден багаж, а да не се регулира неговата содржина. За безбедноста на нашата територија се разговараше и на последниот состанок на Советот за безбедност. Беше констатирано поставување на жичена ограда, но не на целосно затварање на границата, туку за контролиран проток. Покрај шпекулациите дека Македонија се спрема да поставува жичена ограда на границата со Грција, денеска нашата екипа не регистрираше никакви активности од страна на безбедносните сили за поставувањето на жичената ограда која ќе граничи со Грција. Со тоа и ќе го намали или пак можеби контролира влезот на мигрантите кои што секојдневно поминуваат низ нашата територија. Во вчерашните изјави на амбасадорката на Франција во Македонија е под никој случај да не се компарира бегалската криза со тероризмот. Бегалците кои секојдневно транзитираат низ нашата држава велат и ние бегаме од тероризмот. Јас планирам да заминам за Германија. Бегам од Авганистан, каде што терористичките напади се се почести. Моите родители ќе дојдат и ќе се придружат со мене во Германија. Дали знаете што се случуваше во последните неколку денови во Франција? Не сум запознаен, се надевам дека ќе можам да видам на YouTube, но не сум запознаен. Македонија, иако финансиски не е поддржана од никаде, успева веќе неколку месеци интензивно да се справува со бегалците кои влегуваат на наша територија. Не само светските и домашните хуманитарни организации кои секојдневно пружат најразлична помош на мигрантите, вклучени и здравствениот систем, односно 24 часовен ангажман на лекарите од целиот југоисточен регион. Најчеста патологија што се јавуваат пациентите се повраќање, проливи, главоболки, покачена телесна температура кај деца. Воглавном е тоа. Останува отворено прашањето кога европските сили ќе одлучат како и на кој начин ќе воспостават ред и контролиран начин за влез на сите бегалци од Блискиот Исток и Африка, а со тоа земајќи го во предвид ризикот за можно инфилтрирање и влез во балканските и европските простори на терористи.